Катерина го има следното прашање и прашува дали постои храна што предизвикува киселини. Воопшто, Катерина. Инаку со Катерина имавме и телефонска комуникација, се работи за трудница некаде, ако не се лажам, 6 или 7 месеци, се жалеше на редовни киселини, без разлика што да касне. И навлеговме у комуникација за киселините, затоа што и решив ова да го споделувам овде и да зборувам за оваа тема, затоа што многу луѓе кои што страдаат со киселини имаат верување дека киселините доаѓаат откако ќе инсконсумираат одреден продукт, но тоа не е така, затоа што не постои продукт кој што има поголема киселост од таа на желудникот. Значи тоа е стотици пати појака киселина која што имаме ние во желудникот и не може ништо да предизвика да имаме повеќе киселини. Она што луѓето го осеќаат како киселини е друг проблем. А што подразбира тоа? На крајот на хранопроводот ние имаме еден мускул кој што треба херметички да го затвара приодот до желудникот. Многу често тој мускул знае да се отвори и при тоа киселина да навлезе во хранопроводот и затоа да чувствувате печење. Но тука нема да ги окривите типовите на храна, туку вашите навики. Како се случуваат киселини? Една од работите е да имате вишок на килограми. Доволно е тоа за да се создаде притисок во абдоменот. Уште повеќе ако имате поголем процент на висцерални масти кои што ги зборувавме пред некоја епизода, пред некоја недела, се случува голем притисок во абдоменот и при тоа и при едноставен оброк може да избие киселина во хранопроводот и вие да осеќате печење. Другиот начин е да легнувате после обилен оброк, повторно одлични предиспозиции и потенцијал за појава на киселини. И трето се продукти кои што можеби посекако ви прават подуеност. И што се случува? Вие кога ќе изедете можеби некаков продукт кој што ви прави подуеност, тоа прави да едноставно повторно го имаме мускулот да го провоцирате и да можеби се отвори таа херметички затворена претходно зона и да влезе киселина во хранопроводот и на тој начин да осеќате киселини. Така да не постои продукт кој што прави киселина, постојат навики кои што прават киселини и доколку се работи и за подуеност, со Катерина зборувавме дека не е работата дека ако мене граф ми прави подуеност, треба комплетно да го исфрлам, туку јас она со кое што ги советувам моите клиенти и луѓето со кои што работиме да се оди на инат, ама не на инат да јас секој ден внесувам големи количини, туку не, почни со половина рака од тоа што ти прави проблем и имај го секој дневно. На тој начин ќе го испровоцираш дигестивниот систем да ги создаде потребните бактерии за обработка на тие посложени јаглехидрати, односно растителни влакна и на тој начин ти да ја победиш подуеноста, а не таа тебе. За се треба време и континуитет, али во секој случај тие се мои некои совети кои што ги имам да ви ги споделам.